Добродојдовте во Урбаните вести. Еве ги денешните наслови. Унгарската национална трговска куќа на Технома 2017. Програмата на FX Electrical промовирана на Технома. Одржано првенство во шах за млади. Се асфалтира главната улица во Долно Лисиче. Во општина Ѓурче Петров денеска се одржа конститутивна седница. Кандидатите за градоначалници ги користат и последните денови од изборната кампања. Државната изборна комисија денеска почна со дистрибуција и примопредавање на доверливиот избирачки материјал до општинските изборни комисии за вториот круг од локалните избори, што ќе се одржи во недела. Согласно изборниот роковник, ДИК избирачкиот материјал го предава до општинската изборна комисија најдоцна во рок од 72 часа пред денот на изборите, а општинската изборна комисија е должна еден ден пред денот определен за одржување на изборите да го предаде избирачкиот материјал на избирачките одбори. Вториот круг од локалните избори ќе се одржи во 35 општини. Граѓаните кои се запишани во избирачкиот список, а на кои рокот на важност на документот за лична идентификација им истекува помеѓу двата изборни круга на локалните избори 2017, во вториот изборен круг што ќе се одржи на 29 октомври може да гласаат единствено со важечка лична карта или патна исправа, информираат од Државната изборна комисија. Граѓаните, како што посочуваат од ДИК, кои сакаат да го остварат своето избирачко право во вториот изборен круг за избор на градоначалник на општината, треба веднаш да извадат нова лична карта или патна исправа. Денеска во просториите на општина Ѓурче Петров се одржа конститутивната седница на новиот совет на општината, на која беа верифицирани мандатите на советниците. Новиот совет брои вкупно 23 советници, од кои 13 се од СДСМ, а 10 советници од ВМРО ДПМНЕ. Додека пак точката за избор на председател на советот е одложена. Новиот градоначалник на општина Ѓурче Петров, Александар Наумовски, на кој денеска му е прв работен ден на оваа функција, истакна дека големата поддршка која ја добил од граѓаните е заради најдобрата програма која ја имал и треба да очекуваат енергичност и борба со проблемите со кои се соочуваат граѓаните. Наумовски истакна дека најпрво ќе се прави ревизија за да видат, како што рече тој, каде се парите и ќе ги разгледуваат за останатите предмети и проекти кои се започнати, а се со рокови и не се реализирани. Тој додаде дека започнатите проекти ќе бидат реализирани, но суштински и ќе се работи од темел. Ние имавме најдобра програма, за што добивме огромно мнозинство од граѓаните на Ѓурче Петров. Во наредниот период треба да очекуваат од нас енергичност, истрајност и борба со нивните проблеми кои што навистина секојдневно се соочуваат. Јас како градоначалник уште од денес започнав со детална ревизија во општината за да видиме прво кај се парите, бидејќи во општината Ѓурче Петров се влезени овие 12 години 6 месеци над 200 милиони евра, а како што и самите може да видите дека нема ни еден капитален објект кој што вреди не повеќе од 100.000 евра. Периодот ја го искористам заедно со советниците, што им укажав и при примопредавањето на мандатот со претходниот градоначалник, дека ќе работиме заеднички, екипно. Тоа го очекува од нас општина Ѓурче Петров, бидејќи самата програма, самиот совет како контролен механизам на градоначалникот мора да видат да работат здушно и им ветив дека јас ќе работам совесно, честно, одговорно, а тие ќе бидат контролен механизам, меѓутоа ќе бидат очи и уши на градоначалникот во спроведување на неговата програма. Нашата заложба е да имаме чисти јавни површини, чист воздух и здрава животна средина. Ние ќе инвестираме во јавните комунални предпријатија, ќе се посветиме на редовно чистење на депониите и каналите. Ќе вложуваме во колекторските системи, пречистителни станици, а ќе изградиме и регионални фабрики со екофилтри за третман на тврст комунален отпад. Во село Сингелиш, во соработка со ресорно министерство, ќе работиме на чистење на каналот и негово трајно покривање. Во селото Брњарци, Страшници, Винич, Црешево, Булачани и Раштак ќе ги уредиме речните корита и суводолици. А во Стајковци
ќе се изгради одводен канал на улицата Антон Велковски во должина од 1200 метри, во која ќе се слева атмосферската вода. Низ повеќе делови на општината ќе се постават и подземни контейнери кои ќе подигнат свеста и нивото на комуналната хигиена. Граѓаните на Газибаба заслужуваат здрава и квалитетна животна средина. Новата локална власт по 29 октомври ќе инвестира во здравие, во нови зелени површини и чисти улици. Ќе продолжиме со изградбата на улиците, асфалтирање на улиците во делот на Камник, како и реконструкција на сите останати улици во населбата Ченто. Ќе направиме комплетна реконструкција на културниот дом, каде што ќе добиеме едно место за во иднина да може да се користи за одредени манифестации и одредени простории кои што ќе можат да ги користат граѓаните за одржување на одредени настани. Ќе продолжиме во делот на изградба на фекалните канализации и атмосферските канализации, посебен акцент на делот од населбата Камник и Јане Сандански, реконструкција на фекалната канализација, атмосферската канализација на улицата Палмиро Толјати, а како што напомена, паралелно со изградбата на улиците ќе работиме на изградба на пешачките и велосипедските патеки. Ќе продолжиме и со изградба на паркинг простори за регулирање на паркирањето во оваа населба. Веќе денови започнавме со изградба на паркингот кај пазарчето и верувам дека со овие проекти ќе овозможиме да се растерети сообраќајната гужва која што е низ оваа населба. Од аспект на екологијата ќе продолжиме со постување на подземните контейнери. Во постапка сме веќе на набавка на 2 повеќе наменски мултифункционални возила кои што ќе имаат задача да ги одржуваат, да ги метат, да ги мијат улиците низ целата населба. Обезбедување на услови за непречено и квалитетно одвивање на воспитно-образовниот процес во основните училишта е еден од врвните приоритети на нашиот 4-годишен мандат. Во таа насока, како најголем приоритет е изградба на основното училиште Крсте Мисирко во оваа населба Ченто. Заложбите на градоначалникот Тони Трајковски и членовите од претходниот состав на Советот од ВМРО ДПМН, заедно со владата, ова училиште да започне да се гради оваа година не се остварија, бидејќи новата влада, предводена од СДС, во буџетот ги избришаа средствата наменети за новото училиште. Заедно со градоначалникот Тони Трајковски ќе бидеме упорни овој проект да се стави следната година во буџетот на владата. И доколку не успееме, општината ќе најде начин исто така да го изгради, бидејќи имаме за себе веќе реализирано ваков проект со сопствени средства, односно изградбата на основното училиште Григор Приличев во Железара. Реконструкцијата на главната улица во Долно Лисиче, која трае веќе неколку месеци, е во завршна фаза. Ова улица ќе биде прва во овој дел од општината, која ќе добие атмосферска канализација. Општина Аеродром информира дека денеска почна асфалтирањето на прекупите на главната улица во Долно Лисиче. На оваа улица, како што се навидува во соопштението, изминатите неколку месеци беше извршена реконструкција на водоводната мрежа и изградба на атмосферска канализација. Со тоа Долно Лисиче ја доби првата атмосферска канализација во должина од околу 2 километра, што е од витално значење за жителите на овој дел од општина Аеродром, затоа што овозможува собирање и одведување на атмосферските води во реката Вардар. Со реконструкцијата на водоводната мрежа се овозможи непречен проток и поголем притисок на водата за домакинствата, како и решавање на недостигот од вода во летниот период, соопшти општина Аеродром. По установок на градоначалникот на општина Цинтар Саша Богдановиќ, инспектори од општината ќе вршат инспекција на 3 објекти во општина Цинтар. Инспектори од општина Центар по устен налог на градоначалникот Саша Богдановиќ ќе извршат инспекција на 3 објекти. На приватен објект на Кале, приватниот објект позади Стара Томчесовка и градска куќа со хотелскиот комплекс, која порано беше во сопственост на Димитрис Кондаминас. Инспекторите проверуваат дали собствениците на објектите на Кале имаат одобрение за градба и неопходна документација. Кај објектот позади Стара Томчесовка не е истакната задолжителната табла со податоци за инвеститор и одобрение за градење, што е спротивно на законот. Од собственикот и од инвеститорот на градска куќа со хотелскиот комплекс, која е дел од проектот Скопје 2014, побарана е целосната документација, се вели во соопштението од општина Центар. Оттаму посочуваат дека инспекторите врз основа на констатираната фактичка состојба ќе изготват решенија за натамошните постапки на општината.
Во организација на Детскиот културен центар Карпош се одржа првенство во шах за млади, на кое учествуваа ученици од сите основни училишта во Скопје и околината. Ова шаховско првенство се обновува по 3-децениска пауза, кога било во организација на тогашниот пионерски дом Карпош. Денеска во хотелот Александар Палас се одржа првенство во шах за млади во организација на Детскиот културен центар Карпош и град Скопје. На ова првенство учествуваа ученици од сите основни училишта во Скопје и околината, кои претходно биле одбрани да одиграат турнири во училиштата. Директорката на ДКЦ Карпош истакна дека, иако првенството се одржува на ниво на Скопје, има тенденција да прерасне на републичко ниво, бидејќи интересот за шахот од страна на децата е доста голем. Оваа шаховска секција е возобновена после 30 и повеќе години, кога исто било многу масовна и многу популарна. Јас морам да истакнам на наше задоволство дека овие судиите кои што се денеска на овој натпревар, значајни шаховски имиња од Шаховската федерација на Република Македонија, се некогашни наши членови, како деца кои што биле во шаховската секција при тогашниот пионерски дом Карпош, а еве денеска се еминентни шахисти и суди на овој значаен натпревар кој што го организира Детскиот културен центар Карпош. Стојан Христов, организатор на спортскиот оддел во ДКЦ Карпош, истакна дека ова првенство се организираше и минатата година, но и пред 30 на години, но тогаш како пионерско првенство во организација на тогашниот пионерски дом. Учеството оваа година, интересот е преголем, дури повеќе од прошлата година. Меѓутоа, секоја година салата ја зголемуваме, значи во една, сега во 2 сали ќе се одржи. Тоа се 3 првенства, во еден ден се одржуваат, 3 категории, секој различно ќе се во својата категорија ќе се надпреварува. Се повеќе и повеќе од најмала возраст дечињата пројавуваат интерес за овој спорт и да кажам дека многу добри надпреварувачи има. Од најмалите категории зборувам за дечиња од прво одделение, предшколска возраст, значи дечиња кои веќе се надпреваруваат на меѓународни, па и пошироко надпреварување каде што освојуваат награди. Турнирите се играат по швајцарски систем од 9 кола. Темпо на игра е 15 плюс 0,5 по играч. 15 минути со додаток од 5 секунди за секој одигран потек. Надпреварите ги водеа шаховски судии кои беа одговорни за регуларноста и правилата, а во нивна придружба и главни шаховски судии, помошни судии, како и стручни лица од Шаховската федерација на Македонија и Шаховскиот сојуз на градот Скопје, а победниците се наградени со пехари, медали и таблети. Шахот, за кој во моментов постои голем интерес од страна на младите, има за цел да ја развие мислата и концентрацијата на децата и овој спорт делува на психичкиот развој на младите. Општина Карпош доби честитка од учениците од основните училишта по повод Денот на општината 3 ноември. Градоначалникот Стефан Богоев доби и благодарница за поддршка на уметноста. Основците од Карпош на специфичен начин ни го честитаа 41-иот роден ден на општината, 3 ноември, приредувајќи ликовен хепенинг и изложба на уметнички творби во кинотека на Македонија. Оваа манифестација ја организира Детскиот ликовен центар под покровителство на локалната самоуправа. Околу 20 на ученици од сите основни училишта од Карпош денеска ги истакнаа своите уметнички креации кои ги изработија во акрилна техника и темперни бои. По тој повод градоначалникот на општина на Карпош Стефан Богоев им се заблагодари на младите уметници и им додели дипломи за учество. Во оваа пригода, првиот човек на општината доби благодарница за поддршка на уметноста, која локалната самоуправа континуирано ја обезбедува за своите основци. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје ги информира граѓаните дека утре без електрична енергија ќе останат повеќе скопски општини. Корисниците од населбите Керамидница, Триангла, Хиподром, Гоце Делчев, Јурумлери, дел од Долно Лисиче и дел од целата Арачиново и Орланци. Утре од 5 до 6 часот ќе бидат без електрична енергија. Од 8:30 до 10 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Петар Рацев, број 4 во општина Аеродром, а од 8:30 до 9 часот дел од корисниците од улиците Мирка Гинова и Орце Николов, зад гимназијата во општина Карпош. Во временскиот период од 8:30 до 14 часот без
струја ќе останат дел од корисниците од улицата 11 октомври, бараките во близина на Стара рампа, а од 8:30 до 10 часот и 30 минути дел од корисниците од улиците Македонска природба, Борис Сарафов, Арсенije Јовков, Радушка и Апостол Петков во општина Ѓорче Петров. Без струја од 8:30 до 12 часот ќе бидат корисниците од улицата Пантел Шишков број 10, а од 8:30 до 14 часот корисниците од улицата Пантел Шишков број 2 во општина Аеродром. Од 9 до 14 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Христо Татарчев, под улиците со број 2, 3, 4, 8, 10, 12 и 32, а од 9 до 12 часот корисниците од улицата Хусейн Байрам. Од 9 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Пелагонија, Злитовска и Брсијачка буна во општина Шуто Оризари. Без струја од 10 до 12 часот и 30 минути ќе бидат дел од корисниците од улицата Гаврил Константиновиќ во општина Аеродром, а од 11 до 12 часот и 30 минути дел од корисниците од улиците Беа Скуле и Црногорска во општина Ѓорче Петров. Од 13 до 15 часот без снабдување со струја ќе бидат дел од корисниците од улиците Црногорска, Борис Сарафов, Драговити, Панајот Гиновски, Островска, Жиданска и Смилевски конгрес во општина Ѓорче Петров. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, прекинете се поради технички зафати во електромрежата. Последните неколку минути следуваат информации поврзани со овогодишниот Технома саем. Македонско-унгарски бизнис релации овозможува Унгарската национална трговска куќа, чија програма за работа на компаниите им е представена на овогодишниот саем Технома. Од Унгарската национална куќа апелираат до македонските компании максимално да искористат можноста за воспоставување или јакнење на веќе етаблираните партнерства со фирми од Унгарија. Во рамки на 43-тиот меѓународен саем Технома, кој до 29 октомври ќе се одржува во ВИП арената на спортскиот центар Борис Трајковски, на свој штанд се представува и Унгарската национална трговска куќа, која е основана во 2013 година од страна на унгарската влада и Унгарската стопанска комора за трговија и индустрија, со цел подобрување на можностите на унгарските фирми за настап на странските пазари. Отварањето на Унгарската национална трговска куќа во Република Македонија значи зголемена можност за унапредување на економската соработка меѓу двете земји, преку реализирање на незината основна цел, олеснување на контактите меѓу македонските и унгарските компании и јакнење на меѓусебната деловна соработка. Соработката ја правиме помеѓу македонски компании и унгарски компании. Тоа е Trade House, иначе е основана 2013 година во Унгарија и имаме моментално 33 канцеларии во светот. Исклучиво само економска соработка помеѓу државите. Имавме соработка и во други држави, како например производ од Унгарија, од Македонија, кој што замина во Унгарија, па се преработи, замина во Кина. Отворени сме за сите фирми за соработка, за сите граѓани кои што сакат мали и средни предпријатија, кои што сакат и да бидат и представници на некои унгарски брендови. Од Унгарската национална куќа апелираат до македонските компании максимално да искористат можноста за воспоставување или јакнење на веќе етаблираните партнерства со фирми од Унгарија. Ги покануваме сите македонски бизнисмени и они кои што допрва сакат да отворат фирми, да дојдат во нашата канцеларија која што се наоѓа во општина Аеродром, во Скопје. Си имаме собствени канцеларии, ќе бидат топло пречакани и ние, како што видовте овде, или со авионската компанија Визер, кој што неодамна отвори директен лет Скопје-Будимпешта, или со специјално возило Комбе, ги носиме на нашите комитенти да се запознат со партнерите, да го видат нивниот производ и да склучат договор. Вакви канцеларии Унгарија има отворено и во Јордан, Азербејџан, Саудиска Арабија, Русија, Кина, Казахстан, Турција и Обединетите Арапски Емирати, како и во Сингапур, Виетнам и Лаос. FX Electrical пред домашните и странските компании се представува на саемот Технома и нуди богата програма на најнова технологија на LED светилки, но и соларни панели, односно фотоволтажна енергија.
EFIS Electrical Doel е фирма регистрирана во декември 2013 година и од тогаш успешно ги промовира своите проекти меѓу бизнис партнерите и граѓаните. Како што информира генералниот менаџер Зоран Митрески, оваа компанија е меѓу првите фирми на Балканот кои ја внесоа во мрежата најновата технологија на LED цевни светилки со 360 степени поле на осветлување во стаклена обвивка. Заштедата на овие LED светилки во однос на претходната технологија е 70 до 90%, па не е тешко да се одговори на прашањето зошто е тоа така наречена осветлување на еднината, вели Митрески. EFIS Electrical е дел од Технома 2017, а најголем интерес кај посетителите предизвикуваат соларните панели, односно фотоволтажната енергија. Интересно на овој сајм најмногу се заинтересира за фотоволтажната енергија, која што, да ја напоменам, значи дејност се прошируваме и со фотоволтажна енергија, каде што наши екипи беа присутни на обука во Аустрија и во Кина. Така да сме спремни за електроинсталација и на фотоволтажните централи од мала, средна и голема централа. За производите на EFIS Electrical подеднакво се заинтересирани како домакинствата, така и компаниите. Производството на електрична енергија овозможува заштеда на домашниот буџет, но и можност истата да се продава, објаснува Митрески. Дали повеќе домакинствата или компаниите ги користат вашите производи? Па домаќинствата се многу заинтересирани, меѓутоа поради регулацијата во овој момент не можат да ја усмерат да го усмерат вишокот на енергија во системот, така да многу мал процент имаме во приватниот сектор, додека правниот сектор, значи фирмите чекаат некои подобности и помош од владата и со надеж дека во најскоро време ќе се променат регулациите околу купување и продавање на енергијата, така да од пролет очекуваме многу поголем интензитет. Оригиналниот ексклузивен дизајн и креативност во секој производ од ковано железо, представен на штандот Унига Engineering во рамки на Технома 2017. Унига Engineering на нашиот пазар постои веќе 20 години и е специјализирана фирма за инженеринг, производство, услуги и трговија на производи од ковано железо. Со нивната професионалност и креативност создаваат уникатни производи и пред се со врвен квалитет. Оригиналниот ексклузивен дизајн и врвниот квалитет се отсликува во секој нивен производ, а тоа се различни видови на метални конструкции, магазински полици, рекламни паноа и други разни екстериери од ковано железо, стреи, балкони, внатрешни и надворешни скали, врати, огради, декоративен и уникатен интериер од ковано железо и инокс, столици, кревети, огледала, ламби, лустери, канделабри, многу други производи по нарачка. На сајмот Технома 2017 Унига Engineering се представуваат со нешто ново, а тоа е ProSmart системот, комплетна автоматика на сите електрични уреди во домот или пак во деловни простории. Со едноставна кратка апликација на мобилниот телефон можеме да вршиме вклучување и исклучување на електричните апарати во домот. Овој систем предизвика огромно внимание кај посетителите на Технома 2017. Унига Engineering е специјализирана фирма за проектирање, производство и трговија на производи од ковано железо. Постоиме неполни 20 години на пазарот. Со својата посветеност, стручност и креативност, Унига Engineering на пазарот прави и произведува одлични дизајнирани производи, кои што се пласираат како на македонскиот пазар, така и надвор од границите. Тоа е Швајцарија, Шведска, Германија, Италија и Косово. Самиот дизајн и креативност на Унига Engineering, кој што го спроведува со години, можам да ги сите категории рангирам во три категории. Тоа се метални конструкции, интериери и екстериери. Интериери, значи, може да се вклучуваат уникатни дизајни на мебел, кој што може да биде изработено исто и од инокс, одлични апликации за надзид, конкретно успешни декоративни производи кои што може да бидат доста уникатни во домот, како и екстериери. Екстериери би можела да ги поделам во категории, тоа се на врати, надворешни, внатрешни врати, сето тоа изработени од ковано железо, стреи, настрешници, надворешни огради, скалешни и балконски огради. Унига Engineering ова година на самиот сајм на Технома
се представува со еден одличен систем, тоа е ProSmart систем, B-Boil. Самиот производ е на некој начин автоматска контрола во вашиот дом, или со една реченица би кажала да домот го имаме на дланка. Самиот систем функционира на таков начин да преку самиот мобилен апарат можете комплетно да правите контрола на сите електрични уреди во самиот дом. Самата апликација на многу лесен начин, значи може да се симне на самиот мобилен апарат и преку одреден тајмер може да функционира со самиот Wi-Fi систем да се прави исклучување и вклучување на производите. Тоа може да го правите во вашиот дом, во своите канцеларии, во викендици, се што може да биде поврзано со електрични уреди. Оваа година, значи, Унига Инженеринг со новиот систем досега произнесе доста големи резултати. Поголем интерес имаат сите оние фирми кои што веќе работат со парно, поточно и фирмите кои што работат со оние парни котли, каде што интересот, барем конкретно за гринава сезона, се надевам дека и во иднина ќе има уште поголем интерес. Самиот интерес произлегува да денеска со самото совршување на самата технологија, сите луѓе на некој начин бараме на многу лесен начин да правиме контрола на сите електрични уреди. Така да голем интерес произлезе кон парното, голем интерес имаше кон климатизација, значи кон климите, како и вентилација во некои одредени индустријски погони, за светла имавме за некои индустријски објекти, како и контрола за приватни домови. Унига Инженеринг е во чекор со најновите трендови во областа на металните конструкции и производите од ковано железо и инокс. Производството на модерни дизајнирани продукти со врвен квалитет и на време на испорака, Унига Инженеринг ја рангира високо на врвот на својата дејност. Широката палета на производи Унига Инженеринг секојдневно се пласираат на македонскиот пазар, како и на пазарите во Германија, Албанија и Косово. Компанијата Two Brothers, која е дел од заемот Технома, нуди графички машини и репроматеријали, како и богата канцелариска програма. На саемот Технома 2017 се представува и фирмата Two Brothers, кои располагаат со голем асортиман на канцелариска, школска, рекламна и графичка програма. Исто така располагаат со компатибилни тонери за сите видови принтери. Овластени дистрибутери се за програмата на брендот Two Brothers, а застапници се за Giotto, Pensan, Delta, Deli. Фирмата Two Brothers обезбедува школска програма за сите категории. Располагаат со многу пристапна рекламна програма, па се до врвна и поексклузивна комерцијална програма. Канцелариската програма од Two Brothers нуди се што е потребно за безпрекорно деловно функционирање. Нашата фирма работи веќе од 25-6 години, од 93-та па наваму. Функциониравме прво само со школски прибор, меѓутоа со тек на време почнавме да се развиваме, почнавме со канцелариски, рекламен и на крај со графички машини или графички материјали. Во моментот многу е во тренд штампање на мајци, на пенкала, тоа што се вика мини графички работи и доста помладата генерација е заинтересирана со дизајнерство и со графика, па нашите производи што се, да не кажеме машини, тука се помагала за штампање мајци, пенкала, гравирање, сето тоа. И ние на тоа сме им одговараме на потребите на младата генерација. Во последно време поинтересни машини се овие лазер граверкиве, со нив можат да се гравират пенкала, може и икони да се гравират, па може и некои плакети и доста од младиве, пошто и може да се поврзуваат со софтверски со компјутер и од компјутер може да прават разни дизајни и врз тоа што направиле со нивните дизајни може да ги направат во разни предмети. Графичката програма, освен репроматеријали, нуди и богат асортиман на машини за графика, како преси за мајци, тунел печки, машини за капи, машини за брендирање на шолји, ламинатори, 3D машини, разни ножеви за хартија, за лим, каширки, машина за тампон и многу други. Најголем интерес за Технома 2017 предизвика лазер гравер машината која на младите им овозможува отпочнување на сопствен мал бизнис. Мисијата на фирмата Two Brothers е да ги задоволи сите потреби за деловно работење на клиентите, лесно и навремено.
Промена на времето со пад на дневната температура за околу 8 степени. Се очекува од сабота, кога ќе има локален дожд и ќе дува умерен до засилен северен ветер. Според прогнозата на Управата за хидрометеоролошки работи, во сабота минималните температури ќе се движат од 4 до 10 степени, а дневните од 9 до 17. Со Матема Метео го завршуваме и денешното издание на Урбаните вести. Ви благодарам што не следевте. Довидување.